Што мислите околу етничките поделби? Има ли? Кој ги создава? Може ли да се надминат тие поделби? Нема никакви други виновници освен политичарите. Тие влегуваат голтери, излегуваат милионеријата. И лесно е со овој сиромав и испаден народ да манипулираш кога си енорно преку ног обогатен. Секој ден гледаме како се случуваат некои работи кај што се они поштедени. А кој го плаќа цехот обичен човек? Поделбите иде лоши работи да ваѓаат. Зашто да не живееме? Сите сме од крв и од месо. Да живееме сите сложено и така. Само има разни карактери, не можеш ти да ги ускладиш. Да биде баш така како што сакаме ние. Очилите луѓе треба да живеат како што живееле со векови. А тие тамо што ги прават етничките поделби заради некои други интереси, ќе си продолжат така да прават, затоа што тоа е од веки веков. Али народот треба да живее во слога. Јас сум живеела во турско мало, сме дружеле, сум научила турски. Едноставно како деца. Како возрастна дружам со други вери, како да кажам, се е тоа природно, нормално, во најдобар ред. Животот кај обичните луѓе не е проблемот кај обичните луѓе. Обичните луѓе брзо си воспоставуваат и комуникација и све. Некој друг ги тера да создаваат омраз. Кои се тие други на На тие што се борат за лапанција. Има ли етнички поделби во државата и како да се надминат? Тоа има сигурно. А како да се надминат? Само ако луѓето имаат разбирање, ако се, како да ви кажам, да сакаат нешто повеќе да направат. Самите да разберат. Кој ги предизвикува? Пак ние луѓето сите. Зависи кој на какво ниво е, колку ги сваќа работите, колку верува. Затоа што ако не веруваме во никого, не можеме ни да идеме напред. Мора во некого да веруваме. Сега, ова што сега, оваа реторика што се слуша сега, ја слушавме и претходно, потполно е исто. Така да јас не знам дали воопшто луѓето на некого ќе му веруваат. Мора некој да се надмине и себе си, да не мисли само на себе и на своите интереси, него да покаже пред народот дека стварно го интересира државата за луѓето да почнат да веруваат. Овие прават овие што партиски работи, што немаат никаква школа, влегуваат у партија и не знаат што е политика. Тоа прават овие. Сите. Како да ги надминеме? Тоа е тешко. Сега ние младите треба да трчеме и да ги бркаме од овие. Тежак си селјаци во парламент има.